Тоа беше само приказ при извршувањето на работните задачи на органите за внатрешни работи со четириножните помошници. Всушност, честопати тоа е така. Можеме да се послужиме и со јазикот на поетот. Што има лубавина без убавина, сила без безобзирност, храброст без свирепост и сите човечки добрини без човечките слабости. Мирно! Поздрав! Другар инспектор, во стројот се 10 водачи и 10 службени кучиња подготвени за работа. Другари курсисти, здраво, здраво. На место слободно. На место слободно. Стројот навистина не е еднакво подготвен, но мораме да им простиме на нашите млади водачи, бидејќи само 2 дена се занимаваат со кучиња. Како е сега? Ова имаше висока температура. Да, но денеска е подобро и има 38,8. Вчера доби се што треба. Изедели се, да, и сношти и денеска. Инако изгледа добро. Очите му се добри. А што му е на ногата? При прошетката си ја пресече шепата, па му ја преврзавме, за да не доаѓа во допир со нечистотии. Кај нас организираме 5-месечни курсеви за водачи на службени кучиња. На курсот може да се пријави секој милиционер што веќе одредено време минал во милицијата и што има љубов кон кучињата, односно за вршење таква работа. По курсот на кој водачите научуваат како треба да се школува кучето, како се употребува при вршењето на работата, како треба да се грижи за кучето, како треба да го храни и друго, заминува со своето куче, што сам го школувал овде на курсот, се разбира под раководство на инструктор. Во милиционерската станица потоа врши различни задачи. Наблюдува, оди во обиколки, како и други работи што ги вршиме во милиционерската станица. Кучето може да се употреби како корисен помошник на органот за безбедност. Денес конкретно ги употребуваме кучињата пред се за превентивни цели, а ако затреба, нашите кучиња можеме да ги употребиме и за други цели, како например при елементарни несреќи, за барање подурнатини при различни несреќи, за барање унесреќени под снежните пластови, а може и за други различни цели, ако од тоа има потреба. Завршив училиште за милиционери и веднаш штом ни се укажа можност, решив да се запишам во ова училиште поради тоа што ги сакам кучињата и се надевам дека и натаму добро ќе работам и ќе научам многу нешта. Кучето е најстаро домашно животно.
Кучето крај човекот живеело уште во младото камено време, можеби уште во палеолитот, значи пред 15.000 години. Има многу теории за неговото припитомување, но се чини најверојатно е онаа што тврди дека кучето си нашло место крај човекот пред се поради своите особини, воспоставување контакт, поради исклучително развиените сетила со кои ги забележувало опасностите и му ги кажувало на човекот на разбирлив начин, а пред се присуство на животни, односно зверови. Сигурно во тие времиња не се работело за вистинско куче, туку за волци и чакали, кои најверојатно се предци на сите сегашни видови кучиња. Денес познаваме повеќе од 400 видови кучиња. Сега да погледаме некои од нив. Тоа е нова финландец. Тоа се мирни кучиња што живеат во северните краишта, доста се погодни за такво време какво што е сега за снег, бидејќи инаку им е топло. Во северните краишта луѓето ги употребуваат за спасување луѓе од вода, затоа и кожата меѓу прстите им е срасната. За службени цели, кучињата според познатите податоци ги употребувале пред неколку илјади години. За време на војните, старите египтјани, за пренесување пораки, за чување на војничките логори и заробеници, употребувале посебно школувани кучиња. Пишан извори за тоа како кучињата нуделе заштита, така наречените заштитни кучиња, произлегуваат дури во почетокот на модерната историја, поточно во почетокот на 14-тото столетие, кога французите почнале да ги употребуваат кучињата за чување на пристанишните инсталации во пристаништето Сан-Мало. Тоа е прв познат и опишан пример дека кучињата ги употребувале за полициски цели. Чувањето кучиња го вршеле со успех. Потоа долго време нема ништо пишано за употребата на тие четириножци. Понови пишани извори се од 1895 година, кога кучињата почнале да ги употребуваат локалните полициски агенти за контрола на злосторничките банди, што предизвикувале многу непријатности. Успешната употреба при ликвидирањето на тие злосторници влијаеше што германците во 1896 година почнале систематски да ги употребуваат. Така дошло до планиран напредок и научно проучување. Германците пред се го проучувале воспитувањето, школувањето и употребата на кучињата. Како раса најпрвин го избрале германскиот овчар, а на второ место Добернан Пинч, а кај нас стручната пионерска работа ја завршиле Богдан Сежун и Јанес Клеменчич. Изучените кучиња биле особено успешни при спречувањето на диверзанските групи, како и за пронаоѓање на сторителите на кривични дела. Во 1947 година ме повикаа во управата за внатрешни работи за да организирам училиште за службени кучиња за Словенија. Иако не бев доволно силен на стручен план, ја презедов таа обврска, зашто согледав дека тоа е потребно и дека во другите држави веќе имаше широк замав, а во Југославија беше на мртва точка. Значи, почнав да работам.
psov pa ne uporabljajo samo Кучињата organi не ги za употребуваат само органите за внатрешни работи. Тие животни и во другите подречја имаат големо учество. Така, например, ловечките кучиња одигруваат голема улога при одгледувањето и убивањето на дивечот. Tudi u jugoslovanski ljudski armadi И во Југословенската народна армија кучињата имаат доста широко подрачје на дејствување. Ги среќаваме како кучиња, чувари на објекти и чувари на нашите граници. Познати се како особено доверливи иследувачи на мини. Кучињата за врски ја одигруваат својата улога кога ќе откажат сите други средства и доверливо ја пренесуваат поштата во посебни торби што ги имаат околу вратот. Tako imenovani sanitet Така наречените санитетски кучиња за време на војната им го спасиле животот на околу 300.000 ранети војници. Во Црвената армија ги употребувале за уништување тенкови и тие биле страф и трепет за германските тенкисти. tudi na pastirske Не смееме да ги заборавиме и овчарските кучиња кои од памтивек биле во служба на човекот. Seveda ne Се moremo разбира, mimo не psov можеме да не ги vodičev споменеме и slik. кучињата водачи на слепите, кои со своето водење им враќаат дел од она со што се оштетени. Lahko rečemo da se psi selijo. Можеме да речеме дека кучињата од нашите станови се селат во нашите градини, што е, се разбира, позитивен процес. Јасно е дека таквиот изменет начин на живење на кучињата поставува и поинакви барања, пред се во начинот на одгледувањето и негата на кучињата. Кој има куче во станот, знае колкава непријатност е тоа, влакна во станот, и тоа ја нервира секоја домаќинка и значи секојдневно чистење. Такво куче значи секојдневни прошетки и јасно, кучето во градот треба да владее барем со најелементарното воспитување. Да знае да оди крај нозете, во секоја ситуација да го слуша повикот на својот господар, да не напаѓа други лица, други кучиња и така натаму. Особено кучињата позитивно влијаат врз децата во така наречениот воспитно-психолошки момент. Практично нема дете што не би посакало куче. Само пред купувањето куче треба да се предупредат родителите дека кучето е живо суштество што бара одредена нега, прошетка и така натаму. Дека тоа не е автомобил што можеме за една недела да го затвориме во гаражата и потоа пак да го употребуваме кога ќе посакаме. Туку дека тоа се секојдневни работи и редно е децата што подобро да ги запознаеме со тоа пред купувањето на кучето. Јасно е и можеме да речеме дека детето што има куче нема да тргне по лош пат, а истовремено кучето, четириножниот пријател, и го учи на ред, затоа што пред да тргне на училиште и по враќањето дома, треба да го одведе на прошетка, а исто така и навечер. Се разбира, таа улога нема да ја запостави. Познаваме многу примери кога децата, откако добиле куче, го подобриле успехот во училиштето. Дори можеме да му речеме на детето дека ќе му купиме куче, ако учи подобро и така натаму.
Нема да претерам ако речам дека тоа доста често помага, особено во времето на пубертетот. Улогата на кучето при постарите брачни двојки, ситуацијата откако децата ќе заминат, всушност кучето е она што ги надоместува децата што отишле предвремено од дома. Потоа докажано е дека позитивно влијаат на болните. Познаваме примери кога дури и лекарот му препорачува на пациентот да си најде куче. Доста често престануваат и главоболките. Потоа нервозите што ги доживуваме во нашиот брз 20 век со станоци, напнатости. Кучето е тоа што ќе не ослободи. Кога сме на прошетка со кучето, практично немаме време да мислиме на состаноците, финансиските тешкотии, при купувањето на новиот автомобил, туку само на нашиот четириножец крај нас. Конечно, кучето ни значи единствен допир со живата природа што можеме да го имаме и во градовите. На крајот да го спомнам и оној поширок елемент, концептот на општонародната одбрана, за чие успешно спроведување е потребна и физичка кондиција, физичка подготовка на што поширок круг на нашите луѓе. И сигурно тие наши четириножни пријатели тоа ни го обезбедуваат во голема мера. Кучето за мене многу значи. Со него многу се движам и тоа е добро за моето здравје. За мене кучето е голем, многу голем пријател. Кучето за мене значи трим. Не се занимавам со друг спорт, бидејќи немам и време, но тоа ни надоместува се. Веќе 6 години сум сосема здрава. Откако имам куче, не знам за настинка. Зиме кога сите се настинат и јас секој ден може да одам на прошетка. Љубители, морам да ви кажам дека имам 75 години. Но мојата љубов, мојот живот е кучето. Значи, без тој пријател не можам да живеам. Погледнете, бидејќи не можам да имам големо, си најдов малечко. Така значи, другар Клеменчич, за развојот на одгледувањето и школувањето на нашата почва помогнали многу други и не можеме, а да не ги споменеме имињата Теодор Дреник, Јанес Хојан и Мирослав Зидар. Со голем успех при уништувањето на мините соработуваат посебно школуваните кучиња кои поради своите особини, развиениот нос, радоста за барање, се покажале како најуспешни не само кај нас, туку и во светот. За барање дроги кај нас кучињата почнале да ги употребуваат во 1971 година. Од тогаш до денес имаат доста добри успеси.
torej preiskava sumljivega avtomobila. Значи, претресување сомнителен автомобил, ќе видиме што ќе биде. Најпрви на автомобилот го пребарува водачот, за да ги отстрани евентуалните опасности, да утврди дали автомобилот е доволно оладен. Поради извонредното помнење што го има кучето, секое непријатно доживување негативно би влијаело во натамошната работа. Овој мој четириножен пријател го употребувам за откривање дроги. Со него сум открил преку 200 килограми суров опиум во Македонија, потоа повеќе килограми хашиш, а минатата година со него открив закопан во планината. Раскажувањето на милиционерот моравме да го прекинеме за жал, вистинито е, акцијата се уште трае. Сепак не можеме да кажеме се, но можеме да помислиме дека општествената самозаштита е и спречувањето на навлегувањето на дрогите во државата меѓу младите луѓе кои треба да се зафатат со творечка работа. Бидејќи училиштето е многу добро, каде да појдем не се плашам. Тоа е многу омилено домашно куче. Живее со семејството. Секогаш сме заедно, каде е тој, таму сум и јас. Делиме добро и зло. Можам да кажам дека и ова куче е во служба на заштитата на човекот.